Јавноста е веќе однапред информирана за нашите активности, но дозволете ми да направам една кратка ретроспектива. На 17 ноември 2014 година 3000 студенти маршираа низ улиците на Скопје, искажувајќи го својот став против новите измени на Законот за високо образование. После непокажувањето на заинтересираност од страна на надлежните, тие одлучија да организираат уште еден марш. На 10 декември и низ најмрачните сокачиња и најголемите клиенти тивко и потајно ги шепотеа нашите пароли, не за екстерно и сега ќе не слушнете. Без преседан, откако 10.000 луѓе излегоа низ скопските улици и го поддржаа ставовите на студентите, од страна на надлежните беа игнорирани. Следеше уште еден протест пред владата на Република Македонија. На 10 јануари 2015 година стапи во сила измените на Законот за високо образование. Животниот песочен часовник на новите измени почна да тече во моментот кога во собраниската сала на екранот видовме повеќе гласови за отколку против. Еден месец и еден ден подоцна, студентскиот дух повторно прострои низ големите бетонски ѕидови на УКИМ. Факултетите надвор од тој кампус, како течеше времето, беа окупирани од страна на позитивната енергија на студентите. Владата, не можејќи да одолее на шармот на студентите и енергијата, реши да ги покани во својот дом. На 19 февруари представници на студентскиот пленум се сретнаа со представниците на владата на Република Македонија, а подоцна оствари уште една средба на 24 февруари, каде студентите извојуваа победа. Добија нов закон и ветување дека истиот нема да содржи државен испит.